се слагам дека треба да се најдат некој тип на субвенции за бизниси во собственост на жени, ако веќе е ставено тоа како дополнителни поени, да се најде начин како може да се обезбедат повеќе средства и да се најде начин како оние средства што Министерство за економија ги доделува, што имаат ултра строги критериуми, дали да се олабават, дали да се реструктурираат и да продолжат со доделување на истите, бидејќи веќе имаше неколку дискусии дека тие треба да се укинат, ако не се и укинаа. Заради тоа мислам дека една од работите на кои што треба да продолжи да работи, можеби и Советодавниот одбор, на последнава точка да се префрлам, можеби тоа треба да биде дел од активностите на Советодавниот одбор, да ние се обидеме да излобираме да тие средства за жени предприемачи и се реконструираат и продолжат да бидат доделувани. Она што исто така мислам дека е важно е да почнат да се прават нови генерации на жени предприемачи во контекст на Тамара што го збореше, почнувајќи од образованието. Да се види прво кои се тие вештини кои што треба да се развиваат кај девојчињата, генерално и од општествен аспект, бидејќи можеби кај машките повеќе ќе може да се оди директно на оние што се вештини за предприемништво. Меѓутоа кај девојчињата мислам дека треба да има некој посеопфатен пакет на предмети преку кои што ќе се подигне и нивната свесност дека не се нели само за дома да ја средуваат кујната или да ги гледаат старите лица и децата и така натаму, туку дека можат да сонуваат за некоја по-голема перспектива и заради тоа мислам дека образованието секако треба да ни биде дел од тематската или секторската група, меѓутоа да се направи некаков по-сеопфатен предлог. И уште една тема која што мислам дека треба да некако ја вклопиме дали во 23-та, дали наредната година, се социјалните права и подобрување на условите за остварување на социјалните права. Односно, голем дел од жените не се решаваат да пристапат кон предприемништво заради тоа што не знаат каде ќе ги остават децата, нема доволно градинки, немаат некоја предност, например, доколку жена работи како предприемач, можеби треба да се размисли дали треба да има предност при добивање на место во градинката. Дали да се организираат клубови во кои што повеќе жени предприемачки ќе си најдат начин да платат воспитувач, неговател и слично, за посебно да се основа некој тип на градинка во која што би можеле да бидат згрижени децата и посебно тип на градинки кои што би работеле подолго, бидејќи лесно е за оние кои што имаат работно време од 8 до 4, завршува и тука е во предприемништво, генерално претпоставувам дека вие што сте во тоа подобро знаете, генерално нема работно време. Заради тоа би требало да се размисли, значи генерално да се размислат социјалните права и нивната реализација и што тоа значи кога си жена предприемач, кој е делот кој што треба да се подобри во аспектот на имплементацијата на социјалните права. Генерално мислам дека концептот треба да е нудење на услуги на пазарот за кои што ќе се наплаќа. Дали ќе биде тоа преку Академија за женско предприемништво, дали ќе биде еден дводневен или тродневен конференциски настан како што ги прави овие P-World, каде што за да добиеш одредени дополнителни знаења ќе треба да уплатиш за учество на настанот. Меѓутоа, она што мислам дека прво треба да го размислиме како да се обезбедат простории во кои што ќе може националната платформа да функционира. Да размислиме за концептот како треба да биде регистрирана, значи дали треба да е здружение, дали треба да мислам дека конечно законов за социјално предприемништво е при крај, дали треба да се регистрира како социјално предпријатие, значи предпријатие кое што ќе остварува профит, меѓутоа и работи на решавање на дел на проблемите. Значи мислам дека тие се двете работи кои што прво треба да ги пресечеме, да ги решиме, да кажам, за да можеме понатаму да одиме на концептот и на кој начин платформата ќе генерира приходи за да може да е одржлива и во иднина.
се разбира можноста нели за аплицирање за нови проекти останува како опција и можеби тоа треба веќе уште од сега да почне да се размислува веќе годинава да почнеме со аплицирање на дел од отворените повици.